Синоќа во Домот на културата во Виница се одржа регионалното музичко шоу Мини Визија, на кое своите вокални музички потенцијали со пеење во живо си ги одмерија 9 надпреварувачи од Виница, Кочани и регионот. Надпреварот беше проследен од стручно жири, а беа избрани тројца најдобри, за кои следуваше и парична награда. Конкуренцијата беше навистина голема и задачата на жирито беше тешка, меѓутоа сосема заслужно првото место го успе виничанката Изабела Анастасова. Как се чувствуваш? Супер. Да. Да. Како е целокупно впечаток од оваа мини визија? Не е важно да победиш, важно е да се надпреваруваш. Да. Организаторот Славко Ѓоргиев изјави дека е задоволен од овогодишното издание на регионалниот фестивал Мини Визија, а плановите за во иднина е наместо парична награда победникот да добие своја авторска песна. Мини Визија заврши успешно како и секоја година. Впечатоците се уште сме под импресии, нели под. Можам да кажам дека оваа година беше една од најтешките години не за нас, за жири комисијата. Навистина, јас кога би се ставил во улога на жири, јас многу тешко би одлучил на кој би ги доделил наградите. Да, затоа што одлучува навистина нијанси. Јас сум задоволен од организацијата наша, исто така од сцената, од светлосните ефекти тие. Еве да се пофалиме, ова година имаме нови светлосни ефекти. Мислам дека вие го тоа видовте, го снимивте, да. И сега од другата година преговараме со неколку продукциски куќи во Република Македонија да на првото место му возможиме снимање на авторска песна, кој што ќе биде еден додатен стимуланс за оној што ќе го освои првото место. Инаку музичкото шоу како самоиницијативен проект на Домот на културата Тошарцов се одржува веќе 8 година со поддршка на приватната компанија Мак Прогрес, а целта е да им се даде шанса на младите да ги покажат своите музички и гласовни квалитети и талент.